Добар ден, почитувани гледачи, од мене по овој преглед на вестите ја продолжуваме отворената програма, а во неја, како што имавте можност да слушнете и од најавите и од форшпаните, зборуваме за најчестите проблеми со кожата и примената и улогата на ласерот кај дерматолошките состојби, односно неговата примена и улога во дерматологијата. На оваа тема разговараме со доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Да. Јас споменав само нешто накратко, ама имаме зашто многу друго да зборуваме. Така, тука се и бемките, тука е заштитата од студеното време, како да ја негуваме кожата, ама ќе гледаме се барем во кратки црти, она важното и најзначајното да го споменеме, да упатиме совет до нашите гледачи. Како најчести проблеми, барем во овој зимски период, што е она што се појавува на кожата или се активира дополнително во овој период? Овој период, зимата е еден посебен период кој доведува, да кажам, до одредени промени на кожата. Како и сите органи, и кожата не е поштедена од дејството на зимата, на студеното време. Секако дека дополнителен факт кој треба да се земе предвид е што кожата е изложена директно на надворешното влијание. Делови од кожата не можеме да ги покриеме со облека, како што се рацете, лицето, кои се во директна комуникација со студеното време и заради тоа кожата исто така трпи одредени промени. Вообичаено ние велиме дека има болести кои се сезонски и кои секое годишно време им носи одредени поволности или одредени негативности. Зимно време вообичаено дел од болестите кои се поврзани со сувоста на кожата знаат да доминираат. Така да еден екцем, еден атописки дерматит и така натаму знае да се влошува во овој период заради тоа што кожата која е сува станува уште посува со текот на зимнискиот период, бидејќи влијае студенилото и така натаму, помалку работат потните, лојните жлезди, помалку се подмачкува. Има одредени промени кои се водат или одредени други болести кои се поврзани со недостатокот на сонце. Да речеме, сите знаат дека оние кои боледуваат од таа болест, пациенти со псоријаза, дека псоријазата знае да се влоши во текот на зимскиот период. Сето тоа се фактори кои може да влијаат на болеста и да се појави, меѓутоа понекогаш и да се влоши. Да речеме, пациент некој си имал со години истата болест, со текот на времето таа се одржува, меѓутоа во зимните месеци приметува дека таа е потешка од вообичаено. Така, значи летото и сонцето им оди во прилог, така, а студеното време, зимата, па и загадениот воздух, така, кој што го имаме еден од факторите кои што влијае дополнително да се влошуваат ваквите состојби? Влијае многу. Загадениот воздух влијае генерално на здравјето, меѓутоа сите оние честици во загадениот воздух кои ги има влијаат и на кожните болести. И дел од нив се, да кажам, составен дел и од карциногенезата на одредени тумори на кожата. Значи, меѓутоа, тоа е нешто што треба да се трудиме да го избегнеме со ефикасни мерки за заштита од загадувањето. Не можеме ние како луѓе, како граѓани да се лишиме од излегувањето да се изолираме од светот, да седиме само во затворени простори, во канцеларија или дома, тоа е невозможно. Така да има влијание на одредени болести и загадувањето на воздух. Така, голем ли е бројот на луѓе кои што имаат и псоријаза и екзема, атопичниот дерматит кој што го споменавте, барем она што и од вашата секојдневна пракса, секојдневно го гледате? Многубројни се причините, ризик факторите, некаде наследниот фактор главен, меѓутоа некаде и други причини. Нема да ги наведуваме поединечно, бидејќи оној кој што веќе го има проблемот, веројатно најмногу го интересира како би можело решението да се најде за тој проблем. Голем број на луѓе имаат тип екцеми, атопискиот дерматит се знае денес дека 10 до 15% од популацијата се раѓа со нешто посува кожа. Заради тоа што е кожата посува, тие луѓе бараат поинтензивен третман во делот на хидрирање, мастење на кожата, спречување на дополнително обезмастување, значи не често миење на рацете секој саат, секој пола саат со сапуни, не секојдневно фреквентно туширање со шампони. Сето тоа дополнително ја влошува и онака сувата кожа кој тие луѓе имаат. Во зимскиот период заштита од студ, нанесување на дополнителна количина на хидратантни кремови, на неутрални емолиенти кои
заштитуваат кожата и прават една превентивна заштита од дејството на студенилото на ова време. За псоријазата денес се знае дека во светски рамки фреквенцијата е некаде помеѓу 1 и 4%. Ако земеме дека отприлика просечно 2 до 3% од населението има псоријаза, тоа е една прилично честа болест. Речеме во Македонија отприлика 6000 луѓе би требало да имаат, ако ја земеме таа статистика, да боледуваат од псоријаза, што не е мал број, и тоа се луѓе кои се изложени на секојдневните влијанија на времето, на стресот, кој е битен фактор во делувањето, меѓутоа исто така. Тешко да го избегнеме стресот, нели? Препораката ваша секогаш е на лекарите, така избегнувајте го колку што можете, ама денес голем дел од болестите се мултифакторијални. Значи имаме болести кои се резултат на заедничко дејство, на синергизам на повеќе фактори. Стресот е неизоставен дел од многу болести и не можеме да го избегнеме во целост, бидејќи сме живи луѓе со емоции, со ставови по однос на многу прашања, но тоа не значи дека не треба да се трудиме да го намалиме, дека треба на некој начин да самите си помогнеме. И тоа често им го зборувам на дел од овие наши пациенти кои доаѓаат кај нас во клиничката болница Аџи Бадем Систина, дека треба да дел од тие претерани трошења во стресни ситуации ги редуцираат онолку колку што можат. Така, па кога и човек и нема никаков од овие проблеми кои што ги споменуваме досега, кога ќе доживее некоја стресна ситуација, така или пак некој друг момент, сето тоа надворешно се манифестира на кожата, така веднаш црвенило, букнува лицето или пак некаде на вратот најчесто, така на тој начин првично и се манифестира, а камоли кај оние кои што веќе. Тоа е веќе нешто друго кое во правост се случува многу често, тоа е кај луѓе што се по-чувствителни, по-емотивни, посрамежливи, се случува да се зацрвени вратот, деколтето, лицето во ситуации каде што чувствуваат некаков емотивен набој, некаква стресна ситуација со која се соочуваат, но тоа е нешто што е најнормално, една природна убава реакција која со тек на неколку минути ќе помине, значи треба моментално и мирливо. Тоа е моментална, не е ништо срамота, не е нешто што покажува нешто лошо за нив, напротив, покажува дека се човечки суштества, дека имаат емоции, дека нешто чувствуваат. Што од мој аспект на гледање е многу позитивно. Така. Во делот каде што е публиката имаме две господи, господја Петранка и господја Стана. Добар ден и за вас, ве поздравувам, па очекуваме и прашања токму од вас до доктор Андреј Петров. Сето она што вас лично ве интересира за некаков проблем со кожата, дали лично за вас или пак еве прашувате за некој член од семејството или пак едноставно сакате само да се информирате за некоја состојба. Да, повелете. Која било прва, не е важно редоследот. Микрофонот е кај вас, повелете. Телевизија. Докторе, добар ден. Сакав да прашам, спомнавте за шампонирањето за туширање. Колку е штетно тоа често туширање со шампоните, без разлика на кој? Прво, а друго ме интересира за течноста, што ја примаме, например, јас повеќе конзумирам течност, поголема количина, дали позитивно влијае на кожата или е тоа недобро, неубаво? Течност, ако тоа подразбира зголемен внес на вода, на сокови, на чаеви, тоа е нешто што влијае позитивно, заради тоа што најголем дел од нашето тело е изградено од вода. Особено кожата се приметува многу заради тоа што со текот на времето кожата трпи одредени промени под дејството на надворешните фактори, старе, типот на некои состојки во неа, како што е колагенот, се менуваат. Водата има свој многу важна улога за одржувањето на оваа ткиво на кожата и сите оние кои пијат повеќе течност и повеќе вода имаат посвеж изглед заради тоа што водата на некој начин е директно вклучена во метаболизмот на клетките и на кожата ја овозможува да изгледа свежо, да изгледа по обтегнато, работи кои со губењето на нејзиниот еластицитет, со влијанието на сонцето, со влијанието на ветрот, со влијанието на генетските фактори, такви какви што се, со текот на времето се менува, нејзиниот квалитет се менува, меѓутоа водата има свој
позитивно влијание и течностите да се внесуваат е нешто што е добро, тоа не е лошо. А јас дури забелишувам дека госпоѓа Петранка доволно вода внесува количество на вода и убаво изгледа така. Добро, се гледа дека водите сметка за тие работи. Во однос на второто прашање, можам да кажам спротивно од она што го кажав сега, зголеменото шампонирање на кожата е штетно. И не значи дека ако ја стругаме кожата по 2-3 пати на ден или секој ден, дека тоа ќе биде превенција од бактерии, дека ќе бидеме почисти на тој начин. Напротив, со тоа само се уништуваат оние површни масни киселини и површни бактерии на кожата кои имаат заштитна функција. Заради тоа е нешто што треба да се избегнува. Она што би го препорачал и вам и на гледачите на Канал 5 телевизија е да тоа биде одмерено. Потоа, кога се користат шампони, да се користат претежно маслени купки за кожата, заради тоа што на тој начин помалку се обезмастува кожата. Да не се прави секојдневно. Има мои колеги во Америка, во Англија, кои вака велат, еднаш неделно се шампонираме, одредени делови од телото нормално е со маслени купки да се одржува хигиена секој ден, меѓутоа генерално шампонирање, бањење еднаш неделно, тоалета на одредени делови на телото може да се прави, меѓутоа никако шампонирање секојдневно. Мислам, добро, тоа е можеби малку екстремно, меѓутоа не е погрешен правецот на размислување. Што поретко, тоа подобро. Честото шампонирање ја суши кожата и може да биде директен провокатор на одредени провоцирачки фактор на одредени болести кои би се појавили малку подоцна, така не ни помислуваме дека може такво нешто да ни се појави. Да речеме, еден екцем кој е стабилен и под контрола, со честото миење може да стане манифестен. Може да на кожата се појават одредени промени. Сето тоа се работи кои треба да се знаат. Така, и многу е важно какви средства користиме, како што рековте, нели, бидејќи после туширањето може веднаш да се забележи ако не ни одговара дека е сува кожата по Во принцип силни детергентни средства треба да се избегнуваат, треба да се користи pH кој е близок до, значи ние за многу чувствителни кожи или скалп на главата, речеме за pH 5,5 некаде шампони сугерираме после одредени интервенции, операции во пределот на главата што ги правиме исто така да треба да биде нешто што е по-неутрално и што е многу блиску до природната заштитна, да кажам, бариера на кожата. Така, најдобро самите ќе си почувствуваме и гледаме што ни одговара, што не ни одговара. И да биде медицински сертифицирано, значи да не биде нешто што е приправено. Така. Ајде да слушнеме и прашањето од господја Стана, повелете. Ден и од мене за сите гледачи на Канал 5. Добар ден за докторот и имам едно прашање. Имаме една внука од 25 години, она има проблем со екзема. Тоа дали е од стрес или е крвно нешто заболување? Па ме интересира да ни објасни. Така, да слушнете совет што би можело понатаму во таа насока да се преземе. И едното и другото, значи во однос на факторите, тоа е болест која има повеќе фактори што се вклучени во развојот на болеста. Едно е генетиката, значи нешто што ние го носиме како наследство од нашите родители за типот на кожа, како што наследуваме одредени генетски локуси за каква боја на очите, да речеме, ќе имаме, така исто така наследуваме одредени генетски кодови каков тип на кожа ќе имаме. И на тоа ние не можеме да влијаеме. Тоа сме го добиле од родителите како наследство. Меѓутоа, втората работа е нешто што од надвор како провокација го правиме да болеста се развива. Зборувавме за стресот и вие самите го спомнавте, стресната ситуација кај луѓето со атописки дерматитис е еден од критериумите кои се поставуваат за диагностицирање на болеста. Кај тие луѓе во дејство на стрес и на емоции се влошува болеста. Исто така некои инфекции, вирусни, бактериски може да ги влошат промените. Влијанието на времето за кое зборувавме, студен воздух, загадено, сето тоа може да влие, да еден екцем се влоши, значи и надворешно и внатрешно, на што го кажавте, причината за развој на таа болест. Така, и сега во овој земски период, така, треба малку повеќе внимание. Да. Да, ајде, повелете. Јас од време на време
подочнаците така црни ми се подочњаците од време на време. Ја мислам, се консултирам со мојот доктор, вика тоа е од синуси. Али црно, баги црно, дали од ненаспиена или не знам од што. Не е. Благодарам на прашањето. Добро прашање. Тоа е со тек на времето се развиваат тие промени на колагенот под очите, ночните капаци. Значи и различни фактори. Се едно е факторот на тоа што кажувате, дали е човек дали доволно спие. Втора работа е генетскиот фактор. Одредени луѓе имаат генетски проблем со нагласени подочници, модри под очите, кои се дел од нивната конституција. Трета работа е влијанието на одредени други фактори кои може да влијаат, да речеме, начинот на живот, начинот на спиење, да речеме. Исто така, бидејќи многу луѓе кои спијат со лицето свртено кон перницата, самото влијание на силата на земјината тежа има влијание да ги прави отечени очните капаци. Многу госпоги, многу жени кои доаѓаат кај нас за одредени естетски третмани во болницата, кога би сакале нешто да направат, прашуваат што е она прво, докторе, што треба да го направам за да го избегнам ова. Прво, што треба да го направите е да престанете да спиете со лицето свртени спрема перницата. Звучи вака банално, меѓутоа воопшто не е банално, тоа има големо влијание. Сега колку е тоа возможно, секој од нас има различни навики животни, меѓутоа тоа е еден од факторите. Но со текот на времето тоа ефектот на годините си го прави своето, ефектот на структурата на колагенот се менува, има влијание секако и типот на работа кај луѓе што се претерано изложени на надворешни влијание, на ветар, на сонце. Исто така тоа влијае на дополнително старење на кожата и тоа што нас сите го советуваме, кој е најдобриот начин против старење, кој е најдобриот крем против старење на кожата? Најдобриот крем против старење на кожата се вика заштитен крем за сонце. Значи, тоа е најдобриот крем кој го спречува старењето на кожата. Што повисок, тоа подобар. Така, и треба такви креми со заштитен фактор во текот на целата година да користиме, не само да сме насочени на тоа во летниот период, па ајде сега само конкретно ќе се штитиме, така? Во текот на целата година, и тоа она што треба да се знае дека сончевите зраци имаат кумулативен ефект. Тој нема да се почувствува веднаш, и тоа треба да се му треба време за да се манифестира, и тоа тие промени со текот на времето ќе настанат. Затоа во текот на целата година што повисок заштитен фактор, а Европската унија има регулатива во која во сите кремови што се произведени во Европската унија се јавуваат одредени се ставаат внатре одредени заштитни фактори за да можат да бидат заштитени луѓето кои ги употребуваат. Така, да. Можеме да проговориме сега и за примената на ласерот, улогата на ласерот во при најразлични промени или состојби во дерматологијата. Современата медицина и современата дерматологија нуди веќе во денешно време многу можности и начини за оние кои сакаат да си го задржат убавиот изглед и да ги отстранат недостатоците. Па да, ние имаме кај нас ласерски центар кој користи поголем број на ласерски системи во дерматологијата. Има можност денес со употреба на ласерската енергија да се коригираат одредени недостатоци. И тоа е нешто што модерната медицина ни го дава како дополнителна можност во однос на конвенционалните третмани кои имаме. Тие не се совршени, пазете, нема нешто што е идеално, меѓутоа можат да направат подобрување во голем број на работи. Да речеме, луѓето што имаат прекумерена влакнетост можат слободно да се јават на осрнување со ласер на прекумерната влакнетост. Тоа е нешто што се применува веќе со години, дава многу успешни резултати. Понатаму во отстранување на одредени проширени крвни садови, капилари, површни и така натаму, ласерот може да делува многу успешно, бидејќи има ласерски систем кај кој ласерската енергија се абсорбира од хемоглобинот и на тој начин доведува до затварање на крвниот сад кој е проширен, дали е на лице, дали е често пати доаѓаат госпоги заради нозете, за подколениците и така натаму. Нормално дека не може да се очекува дека 100% сите работи ќе се решат. Особено таму каде што има голем број
сплет на крвни съдови, меѓутоа голем Па и дел од поминало подолго време, може би така од самиот повеќе време, проблем тоа е кој го има. генетика, конституција, хормоните имаат свое влијание, естрогените особено. Тоа може драстично да се подобри состојбата, може потоа да се повторува. Тоа се неинвазивни третмани кои имаат една предност над хируршкиот третман, а тоа е што може да се повторуваат. Немате лузна, немате оперативна рана, пациентот може да оди истиот ден на работа, да функционира нормално и тоа е многу значено. Покрај тоа има одредени лазерски системи кои ги користиме и за естетски третмани, за подмладување на лицето. Се користат одредени третмани за подмладување на други делови од телото, кои исто така може да се користат успешно кај нас. Имаме лазерски системи кои делуваат и на отстранување одредени кожни тумори, израстоци без операција. Бидејќи кога сте сигурни дека има некаков бенигнен, безопасен израсток на кожата, многу погрешно е да му советувате на пациентот да го извади со хируршка операција, заради тоа што на тој начин му советувате дека треба да има лузна која ќе ја носи понатаму во текот на целиот живот. Фобичноста која постои кај Или голем... ќе треба да се бара решение потоа и за лузната, така како да се отстрани. И не знаеме каква ќе биде лузната, не знаеме како кожата ќе реагира на таа ситуација. Лазерот овозможува да таа промена се збрише од површината, без лузна, и да минимални траги се гледаат од тоа што некогаш било на нашата кожа. Заради тоа ги користиме за многу бенигни израстоци тие лазерски системи кои ги имаме во поново време и прилично успешно сето тоа функционира. Морам да кажам дека тоа не ги исклучува другите медицински процедури кои треба да се прават. Речеме, ако има еден пациент со зголемена влакнатост, ќе му направиме и лабораторија, ќе видиме дали има одредени хормони покачени, ќе му додадеме и одредена медикаментозна терапија, и тоа во исто време ќе ги третираме симптоматски сите овие работи кои можат на многу успешен начин да се решаваат и имаме еден тим кој функционира прилично успешно, понекогаш и мултидисциплинарно и во други области, и мислам дека тоа е само во корист на пациентите, во корист на корисниците на нашите услуги. Така, кај појавата на акни, црвенилото на лице, бредавиците, враснатите влакна, има ли примена, може ли да се примени и тука да се добие ефектот? Габичните инфекции, кои што исто така се многу чести, така? Кај габичните инфекции, особено на ноктите, да речеме, кои се многу упорни, кои за да ги третирате вообичаено даваме таблети. Сега тие таблети не се даваат 5 дена, се даваат некаде 6 недели до 12 недели. Ако имате човек кој ќе го изложите 12 недели, 3 месеци на таблети да пие само заради тоа што еден нокт на ногата е зафатен, а тие имаат своји последици, се метаболизираат преку црниот дроб и така натаму. Тогаш влада едно правило, дури во литературата, да се проба со ваков тип на третмани, да се види дали може нешто да се направи, бидејќи ако пациентот нема силен дискомфорт кој задолжително го тера на таква медикаментозна терапија, тогаш би било добро да се избегне долготрајната терапија со лекови, со таблети, кои треба да ги пие секој ден. Така да се користи кај габични инфекции на ногти многу. Го користиме нашиот лазер, односно повеќе лазерски системи кои ги имаме. Понатаму спомнавте црвенило на лицето, исто така многу успешно може да се коригираат одредени состојби, кај една розацеја, кај едно црвенило на лицето со лазерска енергија која се спроведува. Лузните од акни се, да кажам, нешто за што главен или голд стандард или златен стандард е фракциониот јаглерод диоксид лазер. Што нема подобро средство за третман на таков тип на промени на кожата, нема подобро опишано средство и тоа науката го има потврдено. Бидејќи тие лузни кои ќе се појават, тие остануваат за секогаш, така? Остануваат. Акните се нешто што... Ако не се, истретираат вака на овој начин. Акните се нешто што сите во пубертетот сме поминале, младите поминуваат низ тоа. Нема човек што бил лишен од тоа да нема барем едно мозолче, една бублица или една акна на лицето. Некои имаат повеќе и проблемот е не во тоа што ќе ги имаат за секоја, што е акне пожар ќе се изгасне со тек на времето. Меѓутоа последиците што ќе ги остави на лицето ќе траат. Заради тоа треба да се третираат со овие средства со кои ги кажуваме, медикаменти правовремено за да не се развијат, а ако се развијат, дури во тие услови денес медицината нашла решение во делот на овие лазерски системи кои доведуваат до некаде 80% подобрување на состојбата на лузните на лицето кои ги оставаат акните.
Така. Флеките на лицето, пигментацијата, дали од сонцето, дали со текот на годините, дали од некои други причини. Како што можете видите и од мене, значи тоа е генетика. Секој од нас Секој од нас ги има. Значи тоа е дел. Дали на рацете, дали на лицето, на рацете, така. на лицето, особено луѓе кои се излажуваат многу на сонце, кои спортуваат, ги имаат повеќе од останатите. Тука влија и генетскиот фактор. Може да се третираат. Значи, меѓутоа, повторам, идеално е да сме сите дисциплинирани и да користиме заштитен фактор за сонце. Голем дел од тие проблеми ќе се избегнат. Меѓутоа, тогаш кога ќе настанат, може да се третираат исто така особено со овој Erbium Jak, наш нов лазерски систем XS Dynamics кој го имаме, кој многу успешно ги отстранува. Така. Се поднаучивме и се поднавикнавме веќе веројатно да ги проверуваме бемките и повозрастните и помладите, бидејќи постојано и континуирано така и во јавноста се зборува за тоа, па веројатно ќе применуваме и дел од оние други совети како комплетно да се заштитиме од сонцето. Препорака претпоставувам во кратки црти и овој пат може да дадете така дека треба да се проверуваат бемките не само кога ќе дојде летото, кога веќе повеќе сме изложени, така повеќе делови од нашето тело се изложени на сонце. Да, бемките треба редовно се проверуваат. Правилото кое владе е тоа да се прави еднаш во годината. Да. Еднаш годишно е редовниот процес на следење е доволно. Таму каде што има потреба, тоа може да се прави и треба да се прави и почесто. Најдобро е да се прави прво од самите пациенти, така наречениот само преглед. Кожата не е дигестивен тракт, кожата не е срце, може да се провери на огледало, не мора да се прави ехо, не мора да се прави гастроскопија за да се гледа што има, може да се види. Значи тоа правило што секогаш го повторувам, А, Б, С, Д, Е правило, кај што се гледа промените на бемката во делот на нејзина големина, боја, диаметар, издигнатост над околината, треба самиот секој човек да го прави. Ако примети некаква промена, тоа е доволна индикација, доволен мотив да се јави на доктор. На доктор може да се направи обичен преглед, кој може да биде, така да кажам, ориентација дали нешто треба да се гледа со апарат или не, но во суштина методата која се користи кај гледање на овие бемки, кај овие пигментации се вика дермоскопија и таа за некаде 30% го има подобрено диагностицирањето на меланомот, најопасниот, најмалигниот тумор на кожата во однос на претходниот период, бидејќи тогаш се открива многу порано и се открива значи во правовремено во период кога може да се интервенира и самата интервенција да значи дури 100% излекување на пациентите. Така, и за самиот крај, како да ја заштитиме кожата во студените зимски денови, да не оставиме и да не дозволиме до толку да испука, што да се појават и ранички, па и крв да потече, па и да не боли, да не чеша и да имаме дополнителен проблем. Мој совет е да се барем конкретно на рацете, нели? Мој совет е рацете прво да се негуваат со заштитни кремови, да се штитат со емолиенти, да не бидат суви, да не пукаат уште повеќе од делот на студеното, тогаш кога може да се користат и заштитни ракавици, бидејќи на тој начин се заштитува кожата на рацете, имаат ефекти генерално и на човечкиот организам, меѓутоа во суштина ја заштитуваат добро кожата на рацете. Исто така да се користат кремови на лицето, да се штити лицето, бидејќи студенилото доведува до сушење на кожата, до пукање на кожата, до потенцирање на сите овие состојби кои ги кажавме. Кај младите луѓе, кај најмладите, кај децата, кај дечињата, кај бебињата, тоа треба да биде уште поизразено, бидејќи кај нив кожата е почувствителна, терморегулацијата е се уште недоразвиена, тоа треба да се прави уште поинтензивно, така да мој совет е да се користат што повеќе заштитни кремови превентивно, да се користат заштитна облека, капа, ракавици, шал кои го покриваат вратот, овој дел од деколтето и да се гледа да се фати што е можно повеќе време на чист воздух, макар малку да се човек тргне од градовите во кои живееме, тоа не мора да е не знам каде, може да е доводно, може да е на шапка, да се излезе, да се малку прошета на чист воздух. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска гости. Ви благодарам, ми беше задоволство да бидам ваш гост. Така.